Дзуница. Отворен магазин со Валентина Божиновска. Добро утро, почитувани слушатели. Вие сте на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Радио во боја, јас сум Валентина Божиновска и секоја сабота од 10 до 11 часот ја следите и разговараме најчесто за темите од добродетелството, најчесто за проблемите актуелни и на политичката и на општествената сцена во Република Македонија, но секогаш гледаме да на крајот од емисијата да има некакво сиже во кое ќе има порака, во која пораката ќе стигне до секој од вас и ако не друго да предизвикаме или емоција, или бурна реакција, или некаков коментар. Во секој случај пораките да имаат друга порака или друго потикнување до сите вас. Почитувани слушатели, размислувам деновиве и за кампањата која владата ја води во делот на исхраната, учествува во делот на кампањата за заштита во сообраќајот. Она што деновиве го гледаме на електронските, на печатените и во печатените медиуми, помалку и ме здрвува и се чувствувам непријатно како поединец во општеството. Што е тоа што се случува? Многу млади луѓе заминуваат од овој свет без разлика дали се работи за болест, дали се работи за небрежност. Кампањата која оди за здрава исхрана навистина ми се допаѓа. И минатата емисија напоменав дека цела Европа и многу други држави прават кампањи за солта, за употребата на шеќерот, на кој начин и како таа треба и во која мера треба да се употребува во исхраната. Да кажеме, во Канада имаше 2 години поред кампања за солта, имаше кампања за количеството на шеќер, кампања особено за младата возраст, за младата популација од 1 до 8 деление, како треба да се однесува кон исхраната, особено во периодот кога младите деца растат и го вообразуваат своето тело. Но она што сакам денешната емисија да ја посветам е на она што мојот денешен гостин, професор примариус доктор Љубинко Трпеновски, го посвети сиот свој живот и би рекла дека е доаен во делот на донаторството, во делот на бубрежната инсуфициенција, особено човек кој со неговото здружение Нефрон, во кој се многу еминентни луѓе влезени внатре и кои својата кампања ја прават веќе десетици години, случајно или не, но јас бев дел од тимот на професор доктор Љубинко Трпеновски, но она што мене ме фасцинира и затоа сакам денеска да направам буквално еден негов портрет како еден редок хуман човек, но не затоа што е доктор и не затоа што ја има Хипокративата заклетва, туку затоа што мислам дека е она што го направи во Република Македонија еден редок револуционерен гест, кој потоа има слух и владата на Република Македонија и Министерството за здравство и Фондот за здравство заедно да го направат. И сега сакам да направиме во денешната емисија резиме што беше тоа со трансплантацијата, за законот за трансплантацијата, идејата за трансплантацијата, до каде сме, што сме, дали успеавме пред македонската јавност да одгатнеме што е тоа да бидете донор, потенцијален донор, што значи во особено во оној дел што Република Хрватска го има, дали ние успеавме да бидеме во чекор со Република Хрватска која во Европа ми се чини дека е некаде лидер во трансплантацијата. И ако смеам, успеавме ли во делот на оние луѓе што се на дијализа, јас ќе говорам денеска за бубрежно болните, успеавме ли полека да ги намалуваме пациентите кои се на бубрежната дијализа, дали успеавме делот кадаверичната трансплантација да ја објасниме пред македонската јавност, иако ние законот го имаме донесено, што е тоа што координаторите требаше да го направат во болниците, во тој дел, но како и да е, ќе се навраќаме неколку пати. Сакам пред вас, почитувани слушатели, да прочитам дел од брошурата, така и ќе го најавам денешниот мој гостин. Оваа брошура која јас ја држам, а која луѓето која не следат на социјалните мрежи, стои
еден прекрасен наслов "Ајде да зборуваме за тоа, органодарителството највисокиот чин на човеколюбие". Апсолутно да. И јас аплаудирам пред човеколюбието затоа што единственото наше постоење е токму во дарувањето. Колку се себе даруваме и колку го љубиме ближниот, толку ќе знаеме дека сме ставиле печат на нашето постоење. Имено во првата страница на брошурата стои бубрези, црн дроб, срце, бели дробови. И покрај напредокот на медицината со скокови и ограничувања, листите на чекање на трансплантант се уште подолги од кога и да е. Денес повеќе од 50.000 луѓе во Европа се на листите на чекање за трансплантант. Секој ден 12 од нив умираат поради недостиг на расположливи органи. Од 1987 година европските држави во Советот на Европа работат на прогресот на етичките прашања на дарителите и примателите, се со цел да ги подобрат организацијските аспекти на трансплантацијата на органи и да го промовираат органодарителството во Европа. Професоре Трпеновски, добродојдовте во Радио Слободна Македонија. Што правиме, до каде стигнавме? Повелете. Примар доктор Трпеновски. Се извинувам, бидејќи баш пред да стигнем во студио некаков ларингит добив и гласот може би нема да биде многу јасен, им се извинувам на сите слушатели, бидејќи се обидеме ете заедно со вас, која сте едни од првите подржувачи во оваа кампања, како да кажем, на еден извореден, племенит и чин на алтруизам, органодарителството, како реалност која постои во светот и врз која се базира трансплантацијата како една тераписка процедура која е можеби највисок дострел на хуманата медицина, каде што човекот сам себе си помага, односно човек на човек помага. Односно и тоа можеме да го поставиме во она убава сентенца на оние заповеди од Бога да се помогне на ближниот свој. Сите сме ние ближни без разлика на вера, нација, определеност политичка и било што. Сепак човекот е едно битие кое ете благодаричи на оваа трансплантациона медицина може навистина секому да помогне и уште нешто, не само додека е жив, може да му помогне и после својата смрт. Доктор Трпеновски, трнлив патот беше што го изодевте и вие како доктор, но и со вашето здружение Нефрон. Јас се сеќавам, значи пред верските заедници да потпишат заедно со вашето здружение и со Министерството за здравство, подоцна влезе тоа и во законот. Кажете ми, дали успеавме со законот да ја промениме свеста или треба уште многу време? Јас знам дека нешто имаме оваа година неколку трансплантации кои беа успешни. Сите кои се баваат со оваа област, се занимаваат на директен или индиректен начин и кои стекнале искуства големи во оваа област, кажуваат дека законот не е доминантната алка во целата ова тераписка процедура, да заживее, да се афирмира или да се реафирмира, како што тоа кај нас случај беше. Трансплантацијата кај нас има долги корени и првите трансплантации во Македонија се направени далечната 1977 година. И тоа со помош од професор Франчишковиќ од Риека, со кој имаше нашиот клинички центар изградено изворедни односи, така да фактички почетокот на трансплантациите датира од тогаш, после што имаше падови, имаше буквално состојби со нула или позитивна нула чак, имаше еуфорични моменти, меѓутоа немаше континуитет. И тоа немање на континуитет мене така ме загрижи и ме инспирира и се обидов заедно со неколкумина пријатели, колеги и така натака да проникнеме и да ги откриеме причините зашто тоа кај нас да не оди. Иако имаше кадар, иако имаше предпоставки, иако имаше
дарители кои како живи, така и починати, меѓутоа нешто не функционираше. Од тие причини, уште после моето доаѓање од тогашен Западен Берлин, каде што бев една година специализација од Центарот за трансплантација при нефролошката клиника во Берлин, клиникум Штеглиц, направив едно истражување на јавното мислење, бидејќи имаше премногу објаснување или квази објаснување дека наводно верските заедници или народот кај нас е таков да не сака да дава органи и да дарува органи. Тоа истражување е прво во Македонија од тој тип, направено со истражувачкиот центар во Пулс. Така. Во тогашна Нова Македонија 91-2 година, а објавено во македонски во зборникот на медицинскиот факултет 96 година е објавено како интегрален текст, односно како стручен труд. Каде што првичните информации во врска со јавноста ние ги дојдовме тогаш, при што видовме дека луѓето се спремни да даваат, спремни да даваат органи, сите, без разлика на вера, нација, на возраст се спремни да даваат, луѓето слушнале за тоа нешто, се информирани. Оно што беше многу карактеристично, најмногу се информирани од телевизиите и весниците и исписанијата. Тоа беше еден интересен податок кој го добивме, за разлика каде што образовниот процес беше вклучен со минорен процент, некој не сеќам колку беше, неколку проценти. Значи, во образовниот процес воопшто никој веројатно не размислува и не го имаше тоа наметнато како можност за лекување. Од тие причини не само и нашето локално дружење, него и дружењето на Европа, локалните, сватија и разбра дека медиумите се круцијалниот фактор во објаснувањето, во водењето на кампања, во разбивањето на разни табуа и така натака. Така да и ние ја должиме нашата благодарност до сите медиуми, ево и до овај медиум каде што денеска јас сум гостин во името на Нефрон, се разбира. И после тоа, иако направивме некој прв исчекор, меѓутоа повторно имаше некакви си застои, безволјност, некаква си апатија пред се, можам да кажам, кај имаше некој лош линк меѓу докторските тимови и меѓу државните структури. Тогаш се донесе 95-та година, веднаш после ова истражување, се донесе вториот закон. Првиот закон го наследивме од Југославија, а вториот закон, односно првиот закон во Независна Република Македонија, се донесе 1995 година, кој се донесе буквално на брзина и докторите кои тоаш ги имаше околу 20 на 20, после известен период на време, просто се прашува себе си и настана конфликти како можеме да донесеме ваков закон и се направи уште една лоша услуга, односно една дигресија на самиот тој благороден чин, нели, зашто сметам дека навистина е еден од најблагородните чинови органодарителство, врз основа на што се базира трансплантацијата. После тоа, мислам да е клучен момент беше 2011 година, за поново време зборувам. Иначе имаше 88 година, каде што рекордно во Скопје за... 98 мислите? Не, 88 година. Затоа кажа имаше многу падови, многу падови. Ево, таа беше една од еуфорични години каде што за прв пат се експлантирани од македонски граѓани кои се починати, со можна смрт, експлантирани се органи, меѓутоа бидејќи и тогаш, како и во поново време, неавме конкретна и јасно прецизирана, дефинирана листа на чекање на пациенти, дел од органите ги алоциравме во Загреб или во Риека, каде што дури мислам дека и во Виена, при што отпосле тој фидбек од Виена, тоа наша добра волја тогаш,
се врати така да наши пациенти неколку се трансплантираа во Allgemeine Krankenhaus во Виена. Најновиот да кажам импулс или најновата скок да кажам и еден ентузијазам кој се јави во мај 2011 година кога се организира во Скопје во хотел Александар Палас еден состанок на сите земји во Јужна Европа, меѓу кои беа Молдавија, Румунија, Словенија и така натака, и сите да ги кажат своите ставови, своите ставови и своите проблеми. Искуствата. И мислам дека тука на тој состанок пристуваше за среќа на сите и тимот на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, начело со директорката Маја Паранчиева, која несебично ги поддржа на тамошните активности. Во детекцијата на оние проблеми врз кои ние сметавме дека сте коченици на целиот овој процес, видовме дека еден добар дел стои цената на трансплантацијата која и за тогашно и за сегашно време беше тотално абсурдна и која било кој менаџер кој ви води болница или директор на болница, никој нема нити мотив, нити интерес да прави нешто ако тој врз основа на тоа нешто ја става болницата во загуба и врз основа на тоа страдаат останатите пациенти на кои тој треба да одвои од буџетот, да одвои и да им даде средства да ги редистрибуира. Факт е дека Фонд здравство тоа порака ја разбра и веднаш реагира со аргументи и со неверојатно динамични и конструктивни состаноци со сите чинители на овој процес. Директорката Маја навистина беше толку внесена во тоа и јас себе јавно се заблагодарувам тука од Радио Слободна Македонија. Веројатно без незината енергија немаше да го донесеме законот, така ли? И само да кажам, точно јас и од моје име на целиот тим на Фонд здравство им благодарам. И уште нешто што тоа се поклопи заедно, тоа беше моето писмо како председател на Движењето на фронт до директорката на Комисијата за односи со верски заедници, господа Валентина Божиновска, која навистина веднаш реагираше и со која имам брз состанок и каде што бидејќи до догажите спекулации дека наводно МПЦ или Исламската верска заедница или црквата македонска тие се против нешто или имале некакви изјави кои беа лошо протолкувани, ние баравме преку вас, тогаш баравме да верски заедници во Македонија сите буквално да го излезат својот став. Не инсистиравме дали ќе биде тоа позитивен, негативен став, меѓутоа писмено да го излезат својот став. И го добивме. И го добивме тој став и тоа беше за нас неверојатна сатисфакција за сите, бидејќи како ретко кога во Македонија сите верски заедници консензуално прифатија еден навистина извореден национален, надпартиски, надрелигиски и така натака чин, односно дека го прифатија органоделителство особено сакам да понацирам, органоделителство после умирањето на пациентот, односно ја прифатија мозочната смрт како реалност. Да речеме, беше многу тешко и да се објасни пред нив, апсолутно. Тешко беше и за јавноста, но веќе се зборува отворено. Особено веќе имавме и примери, колку што знам, момчето последно младо кое почина во сообраќајната несреќа, родителите во таква очајна ситуација и во такви очајни мигови успеа да сватат колку е тоа важно и ми се чини дека една од последните операции која беше изведена кај нас, дека беше токму од младо момче. Меѓутоа верските заедници многу е тешко да го прифатат тој миг, го прифатија баш од аспект на човеколюбие и фала му на Бога кога во пишувањето, особено затоа што е тешко да ја добиете католичката црква, ние го добивме практично од Ватикан ставот, директно е тоа ставот на генералниот секретар на папат и јас велам, ако тогаш не седневме со вас да го направиме тоа, веројатно дека тој закон немаше да биде. Но би сакала тука да направиме една мала пауза. Она што ќе ми интересира, докторе, во вториот дел е делот дали
после мозочната смрт, тимот на анестезиолозите, кои се многу важни во тој дел, што направивме во тој дел, во обуките, дали сметате дека координаторите кои се исто еден важен и нераскинлив сегмент во делот законската регулатива веќе се инструирани, подготвени, образовани во тој дел, бидејќи се многу тешки миговите, кој може да биде органодарител и тоа да го отвориме, бидејќи знаете како се уште мислат дека луѓето што се во кома без разлика од возраст, дека единствено тие може да бидат. Не е така, гледаме дека од мајка, од татко веќе се дарува и бубрек и други органи, дека тие начално веќе се успешни на клиничкиот центар, но и ќе го допреме прашањето, за мене е тоа најважно, е медиумската застапеност. Што е тоа на што националниот координатор треба да го прави и вие како здружение, кое треба директно да се повикате во владините институции, до Министерството за финансии и вие кое особено мислам дека сте револуционери во законската регулатива што го направивте и сите ние кои треба да говориме ширум државата. Ми се чини дека тој аспект на медиумско покривање некако тука затаивме, но тоа во вториот дел. Само да не забравам, првиот дел морам да ги спомнам моите почитувани колеги, бидејќи трансплантацијата е еден синџир во кој било кој тенок, ланец, тенок може да се ские. Сите уролози, трансфузиолози, кои се опремат нефролози, анестезиолози, неврохирурзи, чии се пациентите, кои се први во контакт со нив и така натака, една огромна лепеза на луѓе, доктори, професионалци, кои навистина со голем ентузијазам, верувајте, со голем ентузијазам, без никаков надоместок, влегува во овој проект и мислам дека резултат на тоа беа минатата година 2013 ние бевме меѓу првите втора после Хрватска. Да, бевме по Хрватска. Во Европа по живи дарители, а оваа година веќе имаме направено 12 кадаверични трансплантации од починати лица. Успешни се тие, професоре? И 23 мислам дека се успешни, меѓутоа немам овие мои информации се од пред месец и нешто, некои сега скоро беа направени, така да мислам дека најголемиот број се успешни. Меѓутоа живите мислам дека се сите од живите дарители и тие се припремаат, се скратува времето на чекне, времето на така наречена топла и гладна исхемија подготовка и таму е секојаш кај живи трансплантации поголем успехот. Меѓутоа проблемот е со оние починати лица кај што ова што го спомнате, кај што папата Јован Павле II во своето послание на еден конгрес нефролошки во Рим каже една голема мисла која носто се повторува во нашите кругови, а тоа е греф е да се закопа она што може да спаси туѓ човечки живот. Така. Ви благодарам, доктор Трпеновски. Правиме пауза и продолжуваме со вториот дел од емисијата Ѕулица. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Здраво, Мац! Се врати од школа? Да, мамо. Ама сум уморен. Синоќа доколку играше на компјутер? Каква врска има тоа? Па има, што не одиш малку надвор, да се повозите со точак. Или земи топка, па викни некого за баскет. Ме мрзи. А освен тоа, никој не ќе да излезе. Сите играат на компјутер, ќе си легна. А ти кога ќе дојдеш? Околу 6. А сакаш после да се возиме со точаци? Не можам. После ќе ни дојдат гости. Мора да спремам нешто за јадење. Имаш шницли во рерната и чоколаден круасан за после. Ај, земи нешто, занимавај се на компјутер додека да дојда. Уф, нешто чудно се чувствувам. Ми се врти. Кажи му и газиран сок да се напие за енергија. И немој да си излегла со него да се провозите. Гостите се најважни.
Маја, да ти кажам, научните истражувања ја докажаа директната врска на седечкиот начин на живот со заболувањата на модерното време. Срце и кардиоваскуларниот систем, карциноми, алергии, автоимуни болести, како артритис, склерози, алцхаймер, реуматични болести. Па што да се прави? Луѓето се на работа, без автомобил и никаква работа не можеш да завршиш. Со точак на работа не бива. Морам да сум испеглана и свежа со странки работа. На работа, скали имате? 20 на скали, нагоре-надоле, 2 до 3 пати во денот. Ете ти блага вежба. Попладне сигурно имаш саат време да одвоиш за една прошетка околу населбата. Јас би сакала некако фитнес, но со семејството не можеме да се вклопиме. Еден сака кошарка, друг тенис, сопругот сака телевизија, а игралиштето во парчето долу е празно. Ниедно дете нема. Да, современиот начин на живот тешко се усогласува со здравата исхрана и неопходното движење. Всушност, во само 50 години, начинот на живот драстично се смени во однос на илјадниците години пред тоа. Мораме да практикуваме здрави навики. Еден час во денот за физичка работа или прошетка секој може да одвои. Да ги научиме нашите деца на тоа што е квалитетен живот. На крајот на краиштата, за здравието се работи. Епа на здравје. Живеј здраво, живеј среќно. Радио Слободна Македонија. Дзуница. Отворен магазин со Валентина Божиновска. Доктор Трпеновски, законската регулатива е децидна. Луѓето што се во таа четврта фаза на кома или на излив, без разлика дали се работи за млад или за повозрасен човек, момче, девојка, се едно. Оној процес кога знаете дека нема спас на тој човек, кој е на машини, кој е нели на, како велиме, буквално е приспособен на машината. Што е тоа во тие мигови? Кој целиот тим треба да ги подготви родителите, луѓето, ближните, да знаат дека тука е некаде крајот. Дилеми се на светско ниво, на европско ниво се отвараат. Дали тој приклучок кој треба во еден миг да го притиснеме и да се тргне од машината, е нешто што во истиот миг ќе знаеме дека тие органи се подготвени да даруваат. Јас се сеќавам на една од емисиите, дали беше на Опра или не ме држите за збор, кога едни очи се дадени за друг човек да гледа. Јас навистина фасцинирана бев од тој миг кога родителите го гледаа човекот и си помислија дека во еден миг нивниот син ги гледа, дарувајќи ги очите од синот кој веќе бил на машина и внели во оној четврти стадиум на кома кога практично смртта е дојдена во телото. Што мислите за тој момент? Подготвени ли сме ние како координатори, како тим клинички? Што е тоа што требаше да се објасни од тој тип? Ако не одиме сега на вториот дел од дискусијата, кога е од живи дарители, од татко, мајка, сестра. Значи, би почнал прво со законот кој е 2011, најновиот закон 2011 донесен и кој во неколку наврати е надополнуван и ревидиран, така да последниот закон кој сега го имаме, јасно стојат многу јасни децидни членови и така натака, како може да се земе орган, кога може да земе орган, можна смрт и така натака. Нешто што збунува и што збунуваше тие измени на тој законот, на првично донесениот закон, каде што член 28, поточно, во член 28 стоеше дека јас ако можам и да го прочитам, стоеше вака: делот човечко од телото од умрено лице заради преследување може да се земаат доколку лицето додека било живо писмено се изјаснило дека органи и ткива од неговото тело сака да бидат користени за преследување на образец на изјавата за согласување. И тој образец, и овој член ни беше многу конфузен. Ние веднаш реагиравме дека ова мора да се промени, мора овие суптилни закони кои можат да се злоупотребуваат и така натака, мора да бидат децидни и јасни. И овај член подосна се измени и се доби еден член со кој нашиот закон спаѓа во така наречената предпоставена согласност,
односно Штом не сме биле кај нотар, така? Да кажеме дека не сакаме, за жал се уште се јавуваат Дилеми. граѓани од Македонија во канцеларијата на Нефрон и кажуваат каде тие да потпишат изјава дека сакаат да даруваат органи, рачунајќи нели така и така изразувајќи својата племенитост и алтруизам. Во новиот закон навистина нема потреба од такви индивидуални позитивни изјаснувања. Новиот закон јасно укажува, истиот член 28, дека секој граѓанин на Република Македонија е потенцијален дарител на орган. Доколку за тоа изричито писмено не се спротивстави, односно писмено не каже дека не сака да во неговата смрт да му бидат оземени органи. И тоа мислам дека е клучното прашање и тоа е дефинитивно најдоброто нешто и тоа е нешто што и покрај тоа што на прв поглед изгледа многу тврдо, како тврд закон, меѓутоа факт е дека ние спаѓаме во таа група каде што се мислам Шпанија, Република Италија, Грција, Белгија, Луксембург. Грција знам дека е исто така, да. И Франција, и тоа се викаат група на закони кои се теоретски предпоставени, ама суштински или реално се информирачки. Што тоа значи? Секој човек кој е пациент, кој е можна смрт, кој престанал да му функционира мозокот, е во моментот е потенцијален дарител на органи, не само на бубреси. Тогаш, во тој момент, треба, и мислам дека се прави сега, за жал сега тоа го прави еден човек, тоа е национален трансплант координатор, кај што мислам дека апсолутно може во една почетна фаза може би добро професор Софијанова тоа да го прави, меѓутоа мислам дека нема потреба првиот човек на или координатор во оваа терапевска процедура или во овој проект, да кажам, да пристапува со семејството и да зборува. Навистина тоа може да го направат специјалисти доктори кои се едуцирани за таа работа, кои имаат не само едукација, меѓутоа имаат и талент за таа работа, бидејќи да, тоа е врзано малку и со талент, моменти така е. Деликатни, каде што траурни моменти, каде што вие треба да кажете дека лицето е починато, а човекот со свој очи гледа дека бели дроби се движат нагоре надолу, дека срцето работи така натака. Затоа кога овој наслов на оваа брошура што ние кажам, ајде да зборуваме за тоа. Мислам дека навистина треба да зборува за тоа нешто, меѓутоа да зборуваат компетентни и информирани луѓе, бидејќи другите недоволно компетентни и недоволно информирани дури и доктори може да направат уште поголема конфузија. Докторе, колку е периодот од оно што е во клиничка смрт? Знаете дека органите, дишењето да, мозокот престанал. Колку е периодот кога треба координаторот да им објасни на семејството кое е траурно, кое е несрекно, и можно ли е во тие мигови, колку е периодот во кој они можат да одговорат законски? Да речат да, се согласуваме. Легално трансплант координаторот или докторите 24 часа? Не треба да прашуваат. Значи можат веднаш да сватат дека... Значи може да почнат. Меѓутоа, факт е дека тоа е еден многу момент многу други психосоцијални, традиционални односи, пиетет према починатиот, чие починатиот до сегашниот традиционално дека починатиот припаѓа на фамилијата, а не на државата, не на докторите. Тоа мора да се респектира и многу внимателно да се пристапува тоа нешто. Инаку, можна смртта е навистина нешто што се уште кај нас не се дебатира јавно. Така е, јас само ние сме спомнали, не знам, некои кругови дека постои некаква ночна смрт, меѓутоа немаме нити медиумите поклониле голема важност на тоа нешто, односно должно почитување и внимание мора да се поклони, така да на јавноста и стане јасно дека можна смрт е модерната или современата дефиниција на смрт. Не ќе застане срце и ќе престане да диша и тоа е смрт. Значи, смртта на мозокот, тоа е во сите
во целиот свет, и по сите религии, нели католичката црква свата биоетичка медицина, Така е, апсолутно тоа го објаснува. Го објаснува. Многу невролози, неврофизиолози, така натаму беа вклучени во сите овие конфронтации и навистина се утврди дека можна смрт иреверсибилна состојба е и дека без мозокот човечкото битие не е човечко битие, туку е само еден леш или едно тело, збир на органи. Така да од тие причини мислам дека разговорите од овој тип на разговори околу мозочна смрт, околу органодарител, околу Мислите комата, дека малку има дебата, доктор Трпеновски, мислам дека нема доволно. Ману се обиде да разговара, професор Поленаковиќ неколку пати, ама вака кога сме седнувале и отворил таа тема, истото, еве сега јас си врзувам вака дека вие го говорите истото, а и професор Поленаковиќ го кажал на неколку места. Луѓе, ние говориме за трансплантација, но не им кажуваме на јавност и на луѓето што значи мозочната смрт. Значи, видите, и реално е да луѓето не сакаат да зборуваат за смрт. Така е. Овој сакаат да зборуваат за убави и весели работи, меѓутоа и смртта е еден дел од еден континуитет во живењето и во животот, нели така? Така да во овој момент смртта, односно мозочната смрт е клучниот момент, клучниот фактор од кој починува битката да се спаси друг човек или да се спасат многу други луѓе, дури 12 животи може да спасат со едно тело и така натака. И од тие причини мислам дека и ова ваша емисија и наша емисија е навистина има голем придонес и прилог во тоа нешто. Ние од Нефрон сме секогаш спремни за било каква дебата, апсолутно доброволно со искрени желби да се разјаснуваат работите, спремни сме да одговориме на секакви прашања, без разлика дали колку тие биле некош и провоцирачки и девалвирачки, апсолутно професионално и достоинствено тоа сме спремни да го ви благодарам. Тука правиме уште една пауза. Одиме понатаму со како што е работата тоа е една тема која исто е многу интересна на анестезиолозите, значи вадењето на органот, чувањето до трансплантацијата. И постои ли старосен минимум кој вие во брошурата многу добро го објаснувате, кој може се да биде дарител? Дали постои, значи начинот на отстранување на органите и трансплантационата процедура која е јасно дефинирана? Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: Поклаварот што сака да стане султан. Бомби, плати и работни места. Атина чека експлозија во Скопје. Интервју Горан Трајковски. Се бориме со стари синдроми. Македонија и джихадот. Ке не остават ли сад сами во битката? Политичко-партиски ликвидации. Зошто Еулекс криела криминал на Косово? Со секојдневни нови информации читајте не на republika.mk, најдобар вебсайт за 2013 година. Новиот број е во продажба од 28 ноември. Интералпин. Синоним за сигурен партнер во градежништвото. Вашата инвестиција во сигурни раце. Супериорен квалитет. Неограничени можности и услуги. Високо ниво на економичност. Ваш сигурен партнер. Интералпин Скопје. interalpin.com.mk. Радио Слободна Македонија. Дзуница. Отворен магазин со Валентина Божиновска. Доктор Трпеновски, начинот во мигот кога една фамилија или едно семејство ќе одлучи дека човекот со мозочната смрт или, да кажеме, ако е од мајка, од татко, е дарител, значи е органодарител, што е улогата на анестезиолозите, начинот на зачувувањето и
понатаму мене ме интересира мигот на таа операција. Вела дека е тешка, дека голем број на стручњаци влегуваат во таа операција. Дали претходно има подготовка на пациентот? Дали тој пациент треба да биде подготвен? Има ли некоја анамнеза, која стручна подготовка на пациентот, психолошка? Дали она што мене ме интересира, она што јас како Валентина Божиновска од оваа страна 100 пати ме заболело кога ќе зборувам за тие луѓе кои имаат страв. Дали влегуваат во смртта или влегуваат во еден друг живот? Оти самата диализа е многу тешка работа и луѓето што се на диализа, често говорам со нив, се среќавам со нив, ми викаат, а да не даде Господ на никого. Сега, кога е решено дека некој ќе даде орган, ама операцијата која е многу тешка, што значи, ќе се преживее или може ли да се преживее? Ако е таа добро подготвена, сега говорам за сите оние фази кои треба да бидат, значи докторите, нефролозите, хирурзите, овие колегите ваши. Ме подсетивте на една прекрасна книга од Маргарет Юрсенер, Мемуарите на царот Хадриан, каде што царот Хадриан, кога станува свесен дека ќе почине, кажува една убава, кратка и јасна реченица, да влеземе во смртта со отворени очи. Се извинувам, само да ве надополнам. Радован Павловски има една песна која вели: кога ќе дојде смртта, јас со песна ќе изапеам. Исто е како Хадриан, да. Така е. Мислам дека го чепнавте едно од клучните моменти на целиот овој процес. Фактички, анестезиолозите се тие првите кои можат да јават и да сигнализираат, да приметат дека пациентот е во можна смрт. Неврохирурзите се исто така и компетентни, и бидејќи првите контакти пациенти ги имаат со нив и веднаш влегуваат во шок соба. Тие пациенти не можат да дишат и тие пациенти ќе престанат и да функционира кај нив и срцето, и белите дробови, и другите органи, и бубрезите, доколку веднаш не се подвргнат на реанимација, на процедура една која во овој случај не е реанимација да се оживее само пациентот, туку да се одржуваат органите, преостанатите органи во живот. Така да кога ќе се диагностира една можна смрт, сите доктори се учеле и во генот на докторот е внесено тоа дека докторот се интересира за човекот, за пациентот додека е жив. Штом почине, докторот за него не се интересира семејството, каде е лешот, како ќе погреба и така натак. Докторот само ретроградно се преиспитува дали доволно направил и колку направил да тој пациент можело некако. И тоа е една чудно чувство кај сите доктори, без разлика колку и да знае доктор дека тој пациент тежко дека ќе почине, кога ќе почине пациентот, навистина остана доктор сам со себе и со своите мисли. Анестезиологот е навистина клучниот фактор во целава работа, особено заради тоа што анестезиологот сега треба да реанимира под наводници, односно да одржува во живот, да одржува во функција органи во еден леш. Така е. Нели, ако човекот има можна смрт, тоа е фактички, де факто леш. При тоа, навистина, анестезиологот треба да вложи многу големи напори, многу знаење, и многу средства, да кажам, бидејќи одржувањето на сите тие инфузиони раствори, на машината која за дишење, која вие како анестезиолог работите со човекот можна смрт како да е жив. Мора да гасните анализи кислород да биде парцијално, да биде на одредено ниво, мора јагмен двооксид да биде на одредено ниво, мора да се одржуваат урејата, креатининот, функција на болеста одредено ниво, мора електролитите натриум, калиум, сите параметри анестезиологот мора да ги одржува во соодветно ниво, како не би настанало понатамошно оштетување на органите или како органите кои ги вадиме да бидат што помалку оштетени, да бидат што повеќе интактни. Од тие причини тој напор, релативно долг напор, некоја што денови тоа се
се случува. Анестезиолозите се тие кои навистина вложуваат големи напори. Во меѓувреме, паралелно со тоа, кога ќе се даде аларм дека има мозочна смрт, транспорт координаторот, уролозите, нефролозите од своја страна и трансфузолозите бараат во листата на чекање кој би бил најсоодветниот примател на тој орган. Трансфузолозите прават брза типизација на овај кој е веќе потенцијален дарител. Така да мора да постои една синхронизирана оркестризација на сите тимови таму. Од тие причини навистина е веројатно поради тоа и се кажува дека трансплантацијата навистина е еден највисок дострел на хуманата медицина кој што бара изворедна синхронизираност и е често пати се кажува дека развојот на трансплантацијата, особено од кадавери, е маркер на развојот на еден општествен систем. Така е. Колку имаме на листа на чекање, доктор Трпеновски? Беа 300 луѓе кои беа на диализа? За жал долго време ние немавме листа на чекање. Јас тоа го кажав и така од одредени луѓе кои беа компетентни тоа да направат, бев да не кажам во немного стали ми беше замерувано, меѓутоа факт е дека веројатно кога се кажува вистината, знаете, најубаво му е веројатно на секој човек да слуша за себе најубави работи, меѓутоа некогаш мора да некој ви покаже некако си огледало кој не изгледа така розово. Така беше и за хепатитот Б, преваленцијата во Република Македонија кај беше над 80% кога самиот министер призна. Колку луѓето издржуваат на диализа? Има над 10-15 години? Имаме над 30 години пациенти кои се само со диализа, додуше еден е трансплантиран во еден наврат, 7-8 години. Меѓутоа затоа се кажува дека нити е диализата трајна тераписка процедура, нити е трансплантацијата трајна. Разликата меѓу диализа и трансплантацијата е прво во квалитетот на животот на самиот пациент и второ во чинењето на третманот. Така е. Доколку вие имавте направено и проценка колку чини, колку ние го штедиме буџетот на Република Македонија. Така е. Една диализа чини за секој пациент кој диализа чини државата, он фондно здравство 15 до 20.000 евра. Една трансплантација чини 13.000 евра, ама само првата година. Односно, во моментот кога се таа направи. После тоа, некаде цената е, мислам дека е околу 20% од реалната цена на диализа. Така ние правихме некакви си математики, дека доколку пациент за 5 години биде трансплантиран, да штедува на државата скоро пола милион евра. Спомнавте за Берлин кога бевте. Добри се во трансплантацијата? Добри се Кој беа... сметате, да не кажеме, за Хрватска знаеме, беа тука и професорот, го гледав и документарецот, кои се најдобри? Освен шпанците, знам дека се шпанците добри. Значи, дефинитивно во Европа се лидери во континуитет шпанците. Да, тоа... Хрватите има еден одем брз и мислам дека се уште се лидери во регионот. Во Европа, ќе видиме се последните извештаи веќе се завршните извештаи конкретна година. Има луѓе што од Европа одат, чекаат во Шпанија на ред. Знаете што е нашиот хендикеп е... Ние не сме во европската... Она што тоа што ние нон-стоп го кажуваме као хендикеп, навистина е тоа едно непријатно чувство. Не можете дури ни овие наддржавни, наднационални, надрелигиозни, најхумани тераписки процедури да ги споделите со останатиот дел на Европа заради политичка бюрократија или бюрократизација на тој европски, да речам, поредок во кој многу мина се колниви, кој апсолутно има своји многу предности, бенефити и така натаму. За жал, ние не можеме да бидеме членови на Евротрансплант. Да. Меѓутоа, колегите и докторите кои работат се секогаш спремни, навистина се искрено спремни, секогаш да помогнат, да се вклучат во проектите, да примат наши стручни лица таму, доктори на едукација, на доусавршување и така натака. И мислам дури доколку ние направиме поголем исчекор сега, ево веќе ова година 30 и ништо трансплантации имаме. Доколку таа бројка ни е зголеми, мислам дека интересот и од нивна страна ќе биде поголем. Многу е битно ние
пред се докторските тимови и докторите да ги заборават интерперсоналните анимозитети. Така е. Личните, приватните Настрана работи настрана, апсолутно во топ на врвот да биде професионалност. Не знам дали го видовте програмата на националниот координатор, кај мене дојде оваа година како комисија за односи со верските заедници, значи веќе ќе се тргне со некаква медиумска кампања. Но јас мислам дека тоа е малку, дека ваквите здруженија како вашето, како Нефрон, дека треба тесно да се поврзат и со Фондот за здравство и со Министерството. Еве гледам дека оваа брошура е од Советот на Европа, но повторно ќе речам, треба да го урнисаме, да ја урнисаме македонската јавност со сознание. Со начин, точно интерперсоналните прашања да ги оставиме настрана, да ви кажам, јас бев сведок на тоа кој што рекол, како рекол, кој треба да биде, зошто се тргнати анестезиолозите, зошто хирурзите, зошто нефролозите. Тоа се прашања кои се над политиката и над интересите на еден пациент кој треба да се трансплантира, и вие тоа секогаш сте го кажували, затоа ја посветуваме оваа емисија, дека ми се чини некаде престанавме со медиумите и со кампањата. Нашата енергија е неисцрпна, навистина. Ево, ние постоиме скоро легално и легитимно како невладина организација, над 10 години веќе работиме. Имаме впечаток сите во Нефрон како председателство дека системот не искористил доволно. Не баравме од системот да ни даде нешто. Ние тргнавме во една многу интересна девиза, едно ново правило во менаџирањето на нештата. Нели старото правило гласеше: ако не побараш, никој нема да даде ништо. Ние тргнавме: ако не понудиш, не смееш да бараш. Ние нудевме и се уште нудиме проекти. Јас сум сведок за тоа. Меѓутоа факт е дека имаме такво чувство сите, дека дури се почна да се прават некои си паралелни невладини организации кои што така никна, меѓутоа мислам дека не се најдува местото, и мислам дека треба да се вклучиме сте заедно. Ако треба ќе го смениме и името ние, пошто не сме Република Македонија од Нефрон, меѓутоа дајте да навистина сите да ги фокусираме енергиите и силата, така. И силата и мислите, и да работиме во интерес на сите граѓани на оваа држава. Благодарам, доктор Трпеновски. Многу ни е малку просторот. Еве, гледам од техничката реализација дека ми даваат веќе сигнали. Само што почнавме во емисијата, треба да завршиме. Значи, нам ни треба повеќе простор, апсолутно. Само една реченица да кажам. Ние сме пресреќни што пред нецел месец и пол на веб страната на Совет на Европа, поточно на Европскиот директорат за квалитет на медицина, ни ја закачија брошурата на македонски јазик, која е преведена и на албански јазик, меѓутоа се уште ја дотеруваме и ќе биде и таа ставена. Каде што тоа е таа брошура, каде што стои Macedonian, стои брошура и стои дека оваа брошура на македонски јазик од Република Македонија, што нас ни представуваше во сите овие негаторски такви дејанија, ни беше една сатисфакција и лична и општествена. Така е, јас себе ја држам врака, таа ќе биде, некако ќе ја ставиме, ќе замолам од техничарите да бидат во делот на најавата на емисијата. Да ви се заблагодарам бескрајно. Нема да застанам тука, јас како водител на оваа емисија и како прв човек на Комисијата за односи со верските заедници, стојам на располагање на Сдруженијето Нефрон. Ме поздравувам и директорката Маја Парнаџиева на фондот, која е жена со една силна енергија. Мораме да појдеме во поход низ многу градови на Република Македонија да разговараме со луѓето. Имам чувство дека луѓето се уште не знаат доволно, а имаат многу прашања кои треба затоа треба да бидеме отворени. Затоа ви благодарам бескрајно на тоа што бевте гостин во утринската емисија на Зуница, и јас да кажам дека ние луѓето сме само гости на оваа земја, во овој свет, дека сме една мала прашинка, како што ќе каже големиот поет Гане Тодоровски, свеќа која еднаш ја има и еднаш згаснува за секогаш. Затоа да бидеме подготвени за се она што значи себе дарување, за се она што значи органодарителство како највисок чин
на човеколюбие. Всушност, кога сме најсрекни, почитувани слушатели? Секогаш кога сме дариле љубов. Не кога сме земале од некому нешто. Напротив, кога ќе видиме дека од спротивната страна сме дале оцјај и сјај во очите. Ви благодарам, бевте со Валентина Божиновска, Радио Слободна Македонија, во емисијата Дзуница. Пријатен ден. Благодарам. Дзуница. Отворен магазин со Валентина Божиновска.